Добро вечер на сите. Прво дозволите да се заблагодарам на поканата што се озвавте. Ние имаме една идеја, а се работи за едно заедничко создавање на едно тело кое што имавме намера прво да споделиме со вас дали би прифатиле учество во него. Овде сте присутни доста вредни луѓе во ова наше општество, луѓе пред се кои што познаваат и економската состојба во државата, еден дел вредни практичари, еден дел искусни луѓе кои што поминале многу значајни периоди од оваа наша земја пред се и на економски, но и на социјален план. Овде сме присутни. Целта е да создадеме еден економско-социјален совет и секако доколку постои согласно со сите нас да го објавиме дека тој ќе биде идниот економско-социјален совет кој што ќе биде консултативното тело на ниво на влада. Имаме сериозна намера да се зафатиме со две значајни проблематики. Многу често вие сте дебатирали на темите економија и социјала. Во ова време, не време, каде што се урнисени буквално сите вредности, параметрите се алармантни и кажуваат дека ќе биде своевиден пекол справувањето со овие два значајни сегменти од секојдневието на животот. И јас сум убеден, заедно и мојот кабинет, дека ни треба секоја можна памет во ова наше општество, за да може да се нафатиме и пополека да ги вратиме прво работите во нормала, а после да ги ставиме на вистинскиот пат како секоја нормална земја и да се движат сите овие економско и социјални аспекти како секоја нормална земја. Јас сум човек економист, денеска меѓу нас се и неколку наши председатели на комисии. Со тоа со нашата работа ние свативме дека колку и да имаме наше животно искуство, колку да имаме дури учено и простудирано мал милион детали за ова наша економија, ни треба секоја можна помош која што може да ни биде понудена од општеството преку вредни наши капацитетни луѓе, меѓу кои сте секако и вие. Јас со скоро сите од вас и се познавам лично. Еден дел имам впечатоци кои што ми се пренесени од мои први соработници со кои што имате и директно работено. Верувам дека ќе можеме навистина да сработиме нешто со кое што сигурно сите ќе се гордееме. Конечната цел моја лична и на еден дел од економскиот тим во партијата е да го редизајнираме овој економски или сите овие економски структури кои што ги имаме во Македонија, од буџетски аспект гледано, во делот на севкупната потрошувачка, заради тоа што јавна тајна е, посебно во дебатите е тоа присутно насекаде, дека вака Македонија не може понатаму да се одржи. Тоа нема да биде лесно, посебно кога сме во период на голема невработеност, период кога нашиот буџет стига помеѓу 1/4 и 1/3 да се финансира од приходи преку задолжување, кога огромен број на парите од државата ни отидоа во непродуктивни трошоци, а веќе навистина процентите на задолженост на нашата економија, на нашата држава се над оној психолошки плафон и тоа целото кој ќе оставите на купче прилично застрашувачки. Така да сакаме денеска да направиме едно конституирање на еден совет кој што ќе биде пред се од помош на Република Македонија, а секако своите сограѓани, мислам на вас, кои што имате драгоцено искуство, ќе дадете придонес да можеме пополека да ги вратиме сите овие економски вредности во државата и да пополека на економски план Македонија почне да се придвижи онака како што треба. Јас сум можеби првиот политичар кој што е лидер на поголемите партии, кој што доаѓа од деловниот сектор. Верувам многу дека искуството кое што го носам со мене од бизнис секторот може многу да помогне во делот на моето разбирање на сите овие паметни сугестии кои што треба да дојдат до мене во периодот кој што предстои пред нас. Сум градоначалник и водам и буџет и општина долги години, 11,5 години. Успеавме таму во Струмица со нашето економско искуство да општината остане единствена во Македонија која што нема ни кредит, ниту еден денар кредит, ниту јавните предпријатија немаат кредит, ниту другите буџетски корисници, а сепак навистина
имаме преку 68% капитални инвестиции од севкупниот буџет на општина Струмица. Тоа самото по себе негува кај мене една верба дека може да се рекомпонираат сите сегменти на буџетското управување во државата, а секако тоа да биде исклучиво во интерес на развој на нашата економија. Телото е замислено да биде интелектуално, непартиски, нестручно, иако дел од претседателите на комисиите овде ми се членови на партијата, но генерално целиот негов состав, барем во огромно мнозинство, не се членови на нашата партија. Еден дел од луѓето кои што ни се поканети да учествуваат во овој состав се извинија заради тоа што кој е на пат во странство, кој во моментот не е присутен, но верувам веќе на наредниот состанок ќе биде присутен. Јас сакам секако доколку се согласиме сите да го конституираме денеска овој совет, да ми предложите слободно и некои други луѓе што вие мислите дека ќе ни бидат од помош, заради тоа што мислам дека ќе имаме сериозна задача и обврска пред нас, а преку ваквиот економски совет мислам дека ќе зависи во каков правец на вистина ќе тргнат сите економски текови во државата. Сакам пред да отворам и дискусија овде за прифатливост или не да го конституираме ова тело, да кажам дека како политичар сум свесен за периодот пред кој што сме исправени. Јас велам, еве, и граѓаните ако одлучат да дадат поддршка на промените во Македонија и да се после 10 години овој според нас така наречен режим како опозиција конечно падне и добијат сили демократските сили во државата. Ние ги проткаивме веќе преку пратенички листи со многу независни кандидати, поединци од ова наше општество. Знам дека после победата следува нов пекол. Голем дел од вас тоа го имат изборувано јавно. Самото тоа секако е застрашувачки, но ние немаме ни друга земја, ни друг народ. Треба да се зафатиме овде и да ги навистина искористиме сите своји сопствени капацитети. Со некој од присутните, како што реков, имам директно соработувано, со некој индиректно соработувано, на мене ќе ми биде задоволство ако сите навистина ја прифатите оваа покана и заедно се впрегнеме храбро, како што сте знаеле и досега во вашиот живот, да се зафатиме и да направиме нешто убаво за нашата Македонија. Еве, благодарам за почеток, јас ќе отворам дискусија пред се овде. Заедно ќе им се заблагодарам на медиумите кои што се присутни денеска, заради тоа што ова беше можност да се афирмираме и анимираме, но секако пред се да сработиме нешто и да ставиме еден скеџуал, една агенда пред нас која што ќе ни биде составен дел од нашата работа. Благодарам на медиумите.